Ако сценографијата во оваа компјутерска игра ве потсетува на платото пред комплексот факултети на Битпазар, или пак овој дел многу наликува на старата скопска чаршија, не сте во заблуда. Ова старо ново Скопје се создава во мал стан во Скопскиот аеродром. Го конструираат млади ентузијасти кои се обединиле во тим, наречен Dark One. Имаш некој нешто интересно да фатиш? Мислев по стените да ги ставаме. Може. Приказната за сега веќе професионалната компанија за развој на видеоигри започнала пред повеќе од 10 години. Иако биле мал тим, имале големи амбиции. Во текот на тие години ние работевме на тоа да станеме подобри гейм девелоперс, колку што може повеќе пред конечно во 2017 година да решиме дека време е сами да почнеме да правиме игри. Од тогаш наваму имаме издадена една игра која што се вика Odin to the Core, која што е достапна на мобилни уреди, на Xbox и на Nintendo Switch. По првичниот успех со играта наменета за мобилни уреди, тимот оди чекор понатаму. Започнува со планови за правење игра за компјутер наменета за широки маси, а називот на играта звучи познато, оти го носи името на главниот град на земјава, Скопје 83. Играта спаја во научно-фантастичниот жанр. Македонската метропола е представена како дистописко општество под целосна опсада од мутанти и вонземјани, во која се препознатливи ретро елементи, од градби до возила. Ваша цел како играч е да се обидете да откриете како да го спречите градот да биде уништен во рок од одредено време, сам дека 7 дена е во моментов, меѓутоа тоа нели. Во овој период може да биде сменето за крајната игра. Ваша цел е да се обидете да спречите таа нуклеарка да се направи, цело време почнувате од почеток, значи почнувате од калето и понатаму се шетате низ целиот град и пробувате да сватите како да спречите оваа катастрофа да се случи. Играта е се уште во фаза на изработка, но нејзината демо верзија веќе е објавена на популарната платформа за видеоигри Steam и бележи солиден број симнувања. За изгледот на моделите и фигурите во играта е задолжен Симон Стојановски, директор на уметност и моделар. Како една од главните инспирации за него кои се пресликани во изгледот на играта се бруталистичките згради кои се дел од архитектонскиот декор на градот, од студентскиот дом Гоце Делчев до поштата и Универзитетот Свети Кирил и Методи. Брутализмот беше првичната идеја, дури како сакаме да направиме бруталистички град. И не се само, фала Богу, не се само од Скопје инспирирани градби, зедовме општо бруталистичкиот изглед низ цел свет. Нормално ги имаме нашите битни бруталистички згради, ги има скоро сите, ако не и плюс некои измислени. Ама да, брутализмот не беше водечка, како да кажам, архитектска насока што сакавме да спроведеме. Во текот на играта, секој играч има можност да го истражи Скопје, од Карпош 1 до аеродром, од железара до водно. Од каде инспирација токму македонската метропола да се представи на картата на гейминг светот за влюбениците во видеоигрите, кои сочинуваат значителен процент во светски рамки. Се случи во 2019, мислам. Симон, мојот колега, влезе во канцеларијата целиот радосен. Ми текна идеја за игра. И почна да раскажува да е бруталистички град, па целиот град можеш да го шеташ, многу непријатели има, да се бориш со нив. И ја седев, го слушав и си реков, па чекај малку, ако е бруталистички град, зашто не Скопје? Тука живееме, зашто да не го представиме нашиот град? И така, од тоа мислам сите се согласивме веднаш. И од таму натаму така, многу ни е драго што ја направивме таа одлука да е Скопје, да кажам, центарот на играта. Секој од вработените има своја улога во создавачкиот процес, а кога има тимска работа и хемија, соработката оди многу полесно. Кога на сето тоа ќе се додаде факторот другарство, се добива формула за одлична атмосфера и желба за надградба. Симон Стојановски вели дека предизвиците со кои се соочуваат се големи, особено поради фактот што кадар за нивната професија во Македонија не може да се најде лесно. Секате борба со енџинот во кој што работите, со програмите, со можеби сакате да дадете 10 дрва, не смеете 10 дрва да дадете зашто ќе почне да зема премногу ресурси, значи секогаш мора да се најде некој компромис што може да се изведе од самиот енџин, а што можете вие, не е секогаш исто.
Така да има секогаш. Тоа е голем проблем општо со и предизвикува се работи на игри, да се најде некоја златна средина, кај што ќе изгледа добро, ама исто и ке перформансите ќе бидат добри. Бидејќи играта е се уште во фаза на доразвивање, сите карактеристики не се вметнати во демо верзијата. Според Марко Зарев, играта ќе може да ја играат 4 играчи истовремено, а секој од нив ќе има можност да го истражува градот, при тоа комплетирајќи мисии и задачи, користејќи интересни оружја и тактики. Во Скопје 83 оружјата се строго забранети, ниту полицијата, војската смеат да ги поседуваат и луѓето што живеат во Скопје мора да најдат иновативни начини како да се заштитуваат себе си. Затоа сите оружја се скрпени од различни алатки, од бормашини, од пили, колку да имаат нешто. Всушност играчот ги наоѓа тие нацрти во играта и ги копира за да направи своји оружје. Државата, преку Фондот за иновации и технолошки развој, финансиски помага на различни предприемачи кои имаат идеја за иновативни и креативни продукти. А тоа било случај со почетокот на развојот на играта Скопје 83. Иако засега нема прецизен датум кога играта ќе биде целосно функционална, очекувањата се тоа да се случи кон крајот на тековната година. А до тогаш, тимот на Dark One Gaming од Скопје го чека уште работа за довршување на играта, со што македонскиот главен град се надеваат ке стане центар на светот, барем од геймерски аспект. Welcome to Skopje.